Шо со ова знаење, зошто го учам јас ова? А и ти мора да признаеш дека барам некој тест, само така за петка си го учел. Држи физичка книга, не ти треба дигитална книга. Па памет пакет ќе направи револуција во основното образование. Нашето мото е учењето повторно во твои раце. Вау! Значи, рачунај, ние сме земале деца на летен распуст, сакаат да седат дома, да се играат, да доаѓаат, да се смеат и да учат. Како ги собравме луѓето, односно децата? Најпросто одговор е Instagram Reels. Ако некој гледа во тоа ти што го правиш, значи дека нема направено нешто подобро. Дали ние допрва ќе се докажуваме? Само треба да почнеш од сега, од веднаш, не утре, не задутре, не од понеделник, од сега. Да, и во 3 саба еле склеква. Дали некад си ставил аларм таков и стварно да станеш на него? Да, за средношколец милионер. Второ место доби на средношколец милионер свака час. Сметаме дека сме изгубиле, затоа што имаме многу high standards. Имате многу јаки идеи. Го гледаше елеватор пичот? Да, ви го видов. Легува една жена. Јас викам, господи, извинете, дали имате 90 секунди за бизнес надпревар? Вика, не, ве молам, ја убедувам, надолу со симнување на лифтот и ја кажувам идејата. Жената кутра. Значи, отиде од незаинтересирана во браво дечки, ви посакувам среќа. Пичот ни беше proven and tested. Proven and tested. Teamwork makes the dream work. Не е мимика на среќа, тука е вистинска среќа. Вау, некој ги гледал епизоди, да? Ако така било, така требало. Така? Да. Запиши го квота. Добре, дојдовте дечки на Фроза доза. Тука сум со Давид. Како си, Давид? Супер. Ти како си? Добро сум, окей сум. Како помине денеска на тестот по хемија? Па, ќе видиме кои ќе стигнат резултатите, ама надежно добро. Што мисли дека доби? 4 или 5. 4 или 5, зашто сгрешили многу работи? Не сгрешив, само тежок беше материјал. Иначе, ја имам име во иста школа, така да нашите тестови имаме распоред за тестови и сите генерации од средно ги прават тестовите на ист ден. Така да како матура да полагаме секој тест, ама тоа е. Океј, Давид, дали си спремен за првото прашање? Ајде, спремен. Сега ќе ти го лупнам најтешко, не се шегувам. Давид, често се вели дека претприемачите ги создаваат решенијата за проблемите што самите ги имале. Дали коренот на памет пакет е всушност твојот личен немирен ум? И дали ти беше детето што чувствуваше дека знаењето му бега и му е тешко да се фокусира? Па со ова го најде решението на тоа. Значи, иако како мали сите сме се соочувале со ова, можеби тогаш не сум сватил баш дека ова е проблемот, ама сега како повозрасен, односно средно сега на кај факултет и гледам, имам 3 сестри и еден брат помали, сите се во основно. И секој ден ги гледам нив како учат и затоа од таму го гледам проблемот и се сеќавам на тоа што било кога сум учел јас во основно. И затоа тоа не инспирираше да направиме едно решение за вакви проблем. Значи ти не си сигурен дека порано малце си бегал со фокусирање, знаеш нешто ќе почнеш, па нешто друго ќе префрлеш, па со ова, па не знам, нешто некој ќе ти стигне нотификација некаква или... Не, со фокусот не толку затоа што тогаш нели немаше толку TikTok, Reels и така натака. Да. Ама секогаш, мислам, од основно па до сега и уште, мислам дека и ти, а и многу други се прашуваат што со ова знаење, зошто го учам јас ова, што ќе ми служи. А уствари тоа одговорот на тоа прашање сега е само за да го примениме на тест, да добиеме добра оценка и да поминеме. А нашата цел е да го направиме да биде тоа практично и да може детето нешто да создаде и да му остане понатака за да го запамти. Се согласувам јас на некои предмети толку со учењето не ми одеше, не само дека не сум фокусирана, туку и понекогаш ни самите така не иде материјалот, знаеш, така не е доволно направен добар, не е објаснат убаво, нели? Така кога ќе го објаснат на многу тежок или па комплициран начин, каде што ако го учиш сам, кога го учиш, нели многу полесно. Да, ама генерално целта не е тоа објаснување, туку практичната примена. Ти, например, тоа што го учиш, да не го знаеш само на памет, туку да имаш направено проект, нешто кај што го користиш тоа, за после тоа, ако сакаш да одиш понатаму во тој интерес, да ги следиш тие цели или пак да ти остане подолго од него само за тест. Да, знам, мислам се. А и ти мора да признаеш дека барам некој тест, само така за петка си го учел. Да, па повеќето од учениците така учат.
Повеќето па затоа и тоа оттаму ли ти дојде така идеја така? Да, има дели од лична инспирација, ама повеќе Така. од тоа што ми е многу битно какво ми е образованието на моите браќа и сестри, нели нормално. А они добиваат петки или? Да, сите им се пети. Па добро, пак сега некако се снаоѓаат они. Да, се снаоѓаат, ама може на тестот да го знаеле тоа и после 2 недели кога ќе ги прашам да не го знаат. Така е. А ти ги спрашуваш дома? Ги спрашуваш дома? Ги спрашуваш? Не ги спрашувам, ама знам како е генерално. Да, само знаеш. Океј, добро. Живееме во ера. Сега ова малку поврзано со твоите браќа и сестри, може да збориш за нив ако сакаш. Ајде. Каде што е развиена технологијата и дигитализација на се. Вие храбро или можеби малку лудо одлучувате да направите физички пакет. Зошто веруваш дека на денешните деца им е потребен допир со реалноста за вистински да научат? И дали сметаш дека дигиталниот свет ни е краде длабочината на размислувањето? Долго прашање. Да, значи на 2 дела ќе го поделиме. Првиот дел кај што прашуваш за нашата лудост или еден чекор кон физички пристап на место дигитален. Чекор кон success. Да. Ние сметаме дека иако е важна таа дигитализација, нели се автоматизираат милион процеси со AI и така натаму, сепак кога децата учат, имаат потреба да имаат нешто опипливо, значи нешто што можат да го направат, можат да го видат и им е како milestone за нивен success на тоа што го научиле. Така е. И затоа се тие тој физички елемент кај што може да го опипаат, да им биде визуелно и да може да им го покажат на родителите. И генерално тоа беше идејата. Во однос на второто прашање за дали ние сметаме дека ќе се израмни таа скала на дигитализација и физички пристап. Памет пакет. Не е тоа главната цел, ама да се додаде еден таков физички практичен елемент исто не би било лошо. Мислам, затоа се направени и експерименти кога правиме, нели најчесто, мислам, сите знаат дека најубаво учиме кога гледаме и кога самите допираме и кога физички нешто држиме, нели, кога професорите или мајката и таткото ќе речат држи физичка книга, не ти треба дигитална книга, убаво е физички да имаш вака, па имаат некакво право, мислам, на крајот. Да, дел од доказот за тоа е Kindle постои, а уште се продаваат физички книги. Така е, тоа е доказ. Ти имаш Kindle? Не, физички книги сум. Физички книги, гледаш. Не си панал за пропагандата. Па не е пропаганда. Не е пропаганда. Реалност е, така ама... Добро, окей. Сега пак да не ми се вратила рече. Супер, окей. Како ја градиш довербата? Вие сте млади момци и ти си млад, значи? Фала ти. Се надевам. Да, 18. Добро. Па добро, ше малку. Добро. И ви велат, вие им велите на родителите, еве ви кутија што ќе го смени начинот кој што вашето дете ќе размислува. Да. Зошто некој би верувал на тебе наместо на некоја школа или апликација? Ова е едно од најважните прашања, вака генерално во бизнис, зашто ти дел беше и од надпреварот средношколец милионер. Ти веруваме на некој пакет. Да, главниот одговор за ова е со тоа што ние лично имаме соочено со проблемов. И преку нас, преку нашите браќа сестри и преку кампови што организиравме лето, имавме за основци. Ти ги видов, да. Баш ти се јаки за математика, за физика и за математика, програмирање и вештачка интелигенција. Математика, како future world subject. Леле, колку... Да, и од таму го видовме проблемот, имаме лично искуство и на тие деца сме им помогнале, значи сме постигнале некој ефект со овој вид на учење. Видов, многу беа срекни, например, кај нас во школата си Не, добро и нашата школа. Не, баш беа срекни сега, ги видов таму со трчка со мајците таму. Да, супер. И затоа мислам дека со тој proof of concept што го имаме, значи од претходно решено овој проблем и со тоа што ние се соочуваме секојдневно, мислам дека сме правите луѓе за ова решение. Така е. Да те прашам едно прашање, може? Слободно. Зошто не ја направи пакетот во дигитална форма? Не беше полесно? Мислам, знам дека сега те прашав, знаеш дека е поважно да биде физички да го фаќаме, но дали има нешто друго што може да додадеш на тоа? Мислам, не може да биде полесно и поевтино само да го направите, знаеш, дигитално да се направи такс, да се гледа. Да, значи
Прво, за одговор на тоа зашто не е дигитално е затоа што проектите и експериментите би било потешко да ги правиш ако земаш сорсинг на материјали од друго место. Например, за да направиш 10 експерименти или 10 проекти треба да одиш до таа продавница, до таа книжара да земеш таква хартија и така натаму, а овде со оваа кутија ти стига се на едно место. И дали има простор да се дигитализира? Има простор, например, внатре, не знам дали имаш разгледано. Да, има стрип и тој стрип преку приказно го води детето во тие проекти, ама уствари може да се направи како игра каде што оди на различни checkpoints и така отклучува нови проекти. Така да има достап. Може и многу повеќе да се развие тоа што го имате сега памет пакет, мислам стварно може нешто многу поголемо да стане, нели, да има цел, како да кажам, како цела не само пакет физички, туку како цела сторилайн. Да, баш така сторилайн каде што се иде од едно место до друго место со видеа, со игри, со сето тоа. Да. Би било многу ја. Па памет пакет ќе направи револуција во основното образование и нашето мото е учењето повторно во твои раце. Вау, учењето повторно во твои раце, значи бидејќи го имаш пакетот во твои раце. Така е. Барем го сватиш сега, мислам, некои луѓе нема ни да го сватат. Така? Ама убаво звучи. Убаво звучи, да, мислам. Тоа е. Океј. Мене многу ме интересира динамиката на тимот. Се вели дека си просекот од луѓето со кои највеќе го поминуваш времето. Колку твојот тим влијаеше да се смениш во ова што си денес? Дали без нивната поддршка или критика ќе имаше истата мотивација? Во однос на мотивација мислам дека никој од тимот не функционира на мотивација, дека тој motivation што го гледаме на Reels на TikTok е краткотраен. А тоа што ние го имаме во нашиот тим и како ја развиваме оваа идеја со дисциплина. А зашто мислиш дека е краткотраен? Па motivation е како burst of energy. Ти во 3 сат гледаш Reel и ти доаѓа инспирација и чекај ќе правам бизнис, следниот ден ти доаѓа тој тешкиот момент и кога немаш толку тој burst of energy на мотивација. Тој допамин. Да, допамин хит уствари. А со дисциплина е континуирано и кога ти се работи и кога не ти се работи, moving forward. Значи вие се одржувате например со тимот еден да се откаже, па вие као ајде можеш, не знам или како. Мислам како работите сега во тимот? Повеќе тој self accountability доаѓа од тоа што не кеш да ги разочараш другите во тимот. Значи јас ако сме јас и ти во тим, јас давам максимум и ти не кеш да испадне нефер кон мене, затоа и ти ќе дадеш максимум и цело време така. Па така треба, мислам, така се гледа дека сте ферски работите, нели, бидејќи ја например имам многу одено на превари или пак проекти правено со луѓе што едноставно знаеш така само ти ќе завршиш, ништо само дај ми ја што да запамтам да кажам и супер ќе си биде. Да, тоа е one man job, ама не работиме ние на тој принцип, дека многу поспор процесот така. Сметам дека бизнис баш треба или пак некаква таква идеја, баш треба да се има некако што мора да работиш со него. Нели, бидејќи во животот твој нема само да работиш цело, мислам ретко некој да стане нешто големо сам. Да, ама и не е само тоа, и различни мислења, искуство, например, секој мисли дека тоа што го знае е најдобро, ама кога ќе дојде нека друга перспектива, нека друго мислење, може да ти го смени видикот, да. Со тимот, мислам, кога си во тим, толку е различна енергијата, нели? Бидејќи кога се чувствуваш дека конечно имам некој што баш сака со мене да работи и баш е фокусиран и сака да даде се од себе. Бидејќи, како што кажа, нели, има многу луѓе што се посебно на почетокот, за идејата ти треба tunnel vision, само тоа и сите кои работат кон една цел, многу побрзо ќе стигнеш. А имаше ли некоја друга перспектива од почетокот? Или баш од почетокот би беше памет, пакет, ова, бам, или... Не, значи почнуваш како генералната форма на кој е проблемот и дека треба решение, па има различни варијации, некој мисли дека треба да е пакет, некој мисли дека треба да е курс, ама дојдовме кој дојде со тоа пакет да биде? Мојата идеја беше да го направиме во пакет, затоа што на тој начин ќе може на сите деца во Македонија и регионално да го пласираме ова. Например, не може ние да направиме камп со сите деца Македонија за да го направиме. Сите дечки доаѓаат кај нас за 2 сати. Колку ви трае ова кампот? 2 недели траеше кампот. Да, ама колку, например, секој ден доаѓаат или како тоа се работеше? Да, како во школа. Значи од 10 до 3 во лето, 2 недели, да. А вас не значи рачунај ние сме земале деца
на летен распуст, сакаат да седат дома, Да, се играат, да доаѓаат, да се смеат и да учат. Да се смеат. А се смеа? Се смеа. А вие смешни сте вие на часот? Не, ние не ги смеевме. Не сте смешни. Ние не ги смеевме, тоа не беше работа, ама се смеа затоа што имаше добра дружба, добра атмосфера. Да, па да, мислам, а како, мислам, не ми... Како ви текна баш идејата, дај да ги собереме овие деца, за да преку летото и плюс исто така како што кажав јас како мислам од каде добивте луѓе да ви доаѓаат со нивните деца за да може да учат и да се работуваат, мислам бидејќи пред тоа не гледам дека Значи идејата ја добивме пак од тој problem solving way of thinking. Значи гледаме, јас имам познавање во AI, Маркова математика, Тео во програмирање, викаме чекај, овие 3 предмети се предмети што секако ќе им требаат на луѓето понатаму, зошто да не почнат од мали години, од основно, да ги учат овие, барем нивното разбирање или да покачаме некој интерес за тоа. И затоа решивме да го направиме, а како ги собравме луѓето, односно децата, најпрост одговор е Instagram Reels. Значи, правевме дигитален маркетинг. Па да, ви ги видов. Имам исто така и прашање за нив, ама многу ви се интересни, мислам. Баш што ние големите фирми такви type of Reels прават, или така со shifting, со скитови, многу ми се интересни тие. Да. А кој највеќе тие ги прави? Мислам, кој ги смислува тие највеќе? Значи, во однос на смислувањето, ние сите сме инволвирани, ама за едитирање јас ги едитирам. Ти ги едитираш? Да. Добар си во едитирање? Па не знам. Нека одлучат по видеата, отворете на разлика.mk. Значи сега да ти отворат видео, можеш да видат, така, Добро, окей. А употребуваш, например, вештачка интелигенција за да ги едитираш нешто да им направиш? Повеќе е за различни идеи за скрипт промптинг, повеќе е за да даде добар хук, некој што ќе им го задржи вниманието. А во однос на видеата внатре само некој тулс што ќе ми помогнат за побрзо да ги едитирам. Кој тулс, например, ги употребуваш? Има еден кај што ги сече автоматски. Значи, за различни кадри од видеата, ги сече паралелно со гласот. Да? Да. Добро. Ми звучи малце кога сум го слушнала порано, ама... Да, го користат доста луѓе. Ќе преминеме од тоа. Сонува. Многу ми закривчина. Не знам зашто прашањата ме обожаваат, да се каже. Океј. Имаше ли луѓе што те судеа на почетокот? Што ти велеа, не се занесувај и гледај си школа? Што би им кажал на тие луѓе денес? Дали успехот е најдобрата одмазда или веќе воопшто не ти е гајде за нив? Па, генерално секогаш што и да правиш, некој ќе има нешто да каже, да те суди, значи не можеш ти да му одземеш на некој тоа да има право на мислење за тебе. Сите судат секого, не постои светот без судење, брат. И сметам дека не сум јас сега во некоја или ние како тим во некоја позиција да ми речеме дечки гледајте сме успеале. Ние допрва ќе се докажуваме. Ама мислам дека е важно да ги слушаш нивните коментс фидбек, затоа што и во најголемите хейт коментари можеш да земеш нешто што ќе ти го подобри бизнис. Мислам понекогаш и ти хейт коментари ќе ти го буснат. И баш да стане популарно. Баш така, и тоа се користи исто во маркетинг, ние во Reelsот ги користевме. Например, некој зборче намерно ќе го сгрешиш. Да нема и после ќе ти пишуваат за тоа. Леле, тие ads, например, кои ми доаѓаат со некои игрички, знаеш ти нешто ќе гледаш, не знам, ќе играш некој игра, не знам, нешто ќе правиш, ќе ти дојде една реклама со значи по-глуп playthrough од една игра, не си видел, тотално од друга страна ќе оди, тотално ќе сгреши со ова, па ќе стаи ова ваму, кај што не треба, знаеш ги тие рекламите со тие игрите. Колку те провоцира, што сакаш да ја даунлодираш, да ја направиш точно. Ама нели тоа е како многу како cheat code за да може да привлечеш нели повеќе внимание, така? На пасивен начин уствари добиваш повеќе рич. Да, а дали мислиш дека е успехот твој најдобрата одмазда? Не го сметам успехот како одмазда, сепак јас не се надпреварувам со тие што коментираат за мене. Јас си гледам за себе си. Значи ти си најчил, така си гледаш своја работа, си тераш. Не, па ако некој и за тебе со ова што почна со подкастот, реално ти треба храброст да се појавиш пред камера и така натаму.
Ски има луѓе, сигурно и ти си искусила, кај што ќе те викаат дека не е добро или некои хейт коментари, ама ако некој гледа во тоа ти што го правиш, значи дека нема направено нешто подобро. Дали Океј, продолжи. Да, например, не знам, еве најекстремен пример, дали Илон Маск оди и им коментира на луѓе што почнуваат стартап исто кој што почнал он, им кажува дека се лоши. Не, затоа што си има фирма, си ја води фирмата и Мислам ти што највеќе има и дури ги поддржува тие што почнуваат така. Така треба, мислам дека најуспешните луѓе сега доброто нешто е дека порано успешните луѓе може да бидат и многу така како да кажам, многу лоши во однесувањето, нели така, само другите ги фрла на страна, ама сега имаме и покачено луѓе со добри срца, нели, како луѓе што стварно сакаат да им помогнат на другите, што сакаат да бидат како нив, што сакаат да стекнат доверба во себе си, да стекнат нови идеи, сето тоа. Мислам дека тоа е повеќе со станување популарно на тој self-improvement movement, што се вика. И генерално сите за тоа и прават, например, day one of trying to become a millionaire или такви видеа. И добиваат views за тоа, затоа што е на некој начин како storyline прогрес, кај што сите го следат и му даваат поддршка за тоа што е нели инспиративна приказна. Па да, мислам, јако е, мислам и мене, како што кажа и претходно, знаеш, така допамин од мотивација кога ќе ти дое некој од TED Talk, ќе ти кажува само треба да почнеш од сега, од веднаш, не утре, не задутре, не од понеделник, од сега. Да, и во 3 сабајле склеква. Баш така. Ке си ставиш аларм за 5 сабајле и после тоа ти звони. Ај, чао. Ти се случил тоа или а дали некад си ставил аларм таков и стварно да станеш на него и стварно да си ко Да, за средношколец милионер. Да. Тоа е еднаш од ретките пати кај што еден аларм има вставено и станав. Еден аларм има вставено? Да, само со еден. А претходно... А зашо ти беше тој аларм? Па за да станам од сабајле. За милионер да станеш? Да. За да доеш или за да направиш идејата? А што ти не стануваш на време за школа? Па ми требаат неколку аларми. Па мислам сега школа, тоа не е баш многу. Не, добро. Касниш на школа? Да, мора да признам да, касно. Да, нас ни пишуваат, таму имаме апликација каде што ни пишуваат тарди. Секој час од почетокот на тромесечието, првите ми се секогаш тарди. Освен класната, бидејќи таа не сака да ни пишуваат, мисли дека ќе смени нешто, ништо не смени. Ништо не ни менја на нас. Колку тарди имаш ти, знаеш или не си проверил? Немам ни едно. После си каснал? Не, каснам, ама после тоа влегуваш во училната, го убедуваш професорот дека не треба да ти стави тарди. Не знам јас какви ти професори ти имаш, моите професори, шо ми е гајле, ти кај си била, донеси ми, имаме permission slips таму да ти донесат, да кажеш, значи да кажеш дека си отишол ваму и ваму, баш за да може да си поверуваат, ама некои од нив не ни пишуваат excused, бидејќи имаме и tardy, и excused, и што друго имаме? И absent. Да. Значи, сите три. Значи сите три баш како во Америка, да сме. Некои од нив не име гајле ставаат absent, некои од нив окей, excused. Сепак мислам и они имаат притисок, некои мора да одговарат за тој attendance, не може да пише на сите презент ако никој не е тука. Па сега, нормално дека нема да пише, ама пак сега, 2 минути да касниш и да ти стаи тарди кога да си каснал 20, не е фер. Да, ама еве може да ги викнеш нив, например, ако сакаат, да ги прашаш, there's two sides of every story. Да ги седне ги прашај. Следен човек не биде професорката македонски. Што не? Да, прашај зошто тарди. Да, баш ќе ја прашам зошто тарди. Имаш некој омилен предмет во школа? Бизнис. Со Маја? Не, Семи ни е професор по бизнис. Какој? Семи. Да, само доаѓа за нас да предава во школа, не предава инаку во школата. Стварно? А ти многу си бил во бизнисот? Мислам, нормално дека си во бизнисот. Второ место доби на средношколец милионер, мислам дека заборави да спомнам. Свака час, мислам сега. Ја нема да те третирам кога да си Не бев само јас, цел тим. Јас, Марко и Тео.
Марко и Тео, баш така, мислам, добро, гледај вистински тимејци, ги даваш кредит. Така треба, мислам. Стварно сметам дека сте многу добар тим. Многу сте се поддржувате, имате многу јаки идеи, Го гледаше Елевејтор Пичот? Да, ви го видов. Мислам ама пак, не, у риловите сте поразлични. Например, у Елевејтор Пичот бевте малце ти зборуваше. Да, таму посериозно. Да, таму Million on the line. Памет пакете, ова. Кога почна таму да редиш, јас сум ко, вау, окей. А другарки само... Така ни кажа, само еден да збори. Па добро, да, мислам, така е. Ако така било, така требало. Така? Да. Не знам запиши го, Котов. Окей, а после што ме интересира, после што излезе од тој Елевејтор Пич, како беше што зборувавте со тимот? Како мислиш дека направи? Дали беше сигурен дека ќе победиш или? Да, излагаме, викаме одма се спремаме за 3 минути. Да. Вау, ама кога излезе, например, што ви беше по првиот разговор, како добро помина, дали мислиш дека многу добро помина или мислиш дека лошо помина? Мислам дека бевме најдобри за Елевејтор Пичот и 100% бевме сигурни дека поминуваме, излагаме. Прво ми рекоа, брат, многу си црвен. А стварно беше жешко до душа. И плюс притисок малку и... Да, јас знаеш, зборуваш, само поцрвен стануваш. И после тоа прашањето кога дојде, ти си ко... Значи, кога почна таму да редиш, ама... Да, на прашањето веќе беше лесно, затоа што те прашуваат за нешто што си трошил месеци да го креираш и кога вистински труд си стајал на нешто, никое прашање не е да те сопре, мислам да те напри да размислиш, сагеш. Да. Да, колку време работевте на ова? Па од камповите, значи од август до сега кога се појави средношколец милионер. А вие од претходно имавте идејата? Да, одма после камповите follow through имавме со тоа. Да? А да не беше, например, средношколец милионер, што би направиле вие? Тогаш ќе се пласиравме со идејата, само без можност за поддршка од ментори како што добивме сега. Да? Да. Ама не, поддршката ви е баш добра, мислам. Ја сепак второ место е многу голем успех спрема мене. Добро прво место, ама и второ место е баш... Не треба да се третира тоа моје мислење второ место како да сте изгубиле. Тоа стварно мислам дека највеќе ќе научите да сте второ. Не, ние сметаме дека сме изгубиле, затоа што имаме многу high standards. И овој Па добро, значи прво имаш confidence, влегуваш во тој Елевејтор Пич, готово, решив се прво место и после. Да, тоа беше за Елевејтор Пичот. А истото го мислевме, мислам дека ако немаш confidence, дека не си веруваш реално во идејата и треба поише да ја запознаеш, ова беше многу добар начин за како да го направиш тоа. Имаш тие грилинг sessions кај што уствари ти одговараш прашање, презентираш идејата и мора се да ја знаеш all around. Значи не може половично да идеш. Живееш на таа идеја. Да не идеш со пола знаење, туку мора да си on point. Целосно. Па така треба, мислам, вистински луѓе што се вметнати во тоа што сакаат да го покажат кон другите, мора да има целосен confidence, мислам. Затоа многу луѓе и во светот, обично целиот свет така работи. Луѓето со повеќе confidence, повеќе ќе постигнат него луѓето што само се двоумат во себе си и викаат, не сум добра, ово е подобро од мене, не цртам убаво, не пишувам убаво, не правам убаво ова. Да, и најголема работа е тоа во комбинација со proactiveness, значи цело време да сакаш да правиш нешто. Например, нас не ни беше проблем, додиме на рандом луѓе и ми викам, чекај, извинете, или кога се спремавме сега за Елевејтор Пичот, отидовме во зградата тука што е блиску и се качуваме во лифт, се возиме горе-доле, јас го вежбам Пичот и влегува една жена. Јас викам, господи, извинете, дали имате 90 секунди за бизнис надпревар? Вика, не, ве молам, ја убедувам, надолу со симнување на лифтот и ја кажувам идејата. Жената кутра. Значи, отиде од незаинтересирана во браво дечки, ви посакувам среќа. Ама не, тоа е прејако, брат, тоа е... Јас кога... Така да Пичот ни беше proven and tested. Proven and tested, значи вие бевте 2 steps ahead веќе кога влеговте во тој Пича. Да. Вау, свака час, така треба. Мислам,
не сгрешиле тоа што сте стигнале до високо ниво, знаеш. Да, Сега јас баш со сметам поддршката, сега мислам дека многу повеќе може да постигнете. Апсолутно. Да. Имате ли некакви нови идеи или пак За сега прво целиот фокус ни е на тоа да излеземе на пазарот, да има продажби и после тоа се прави refining, значи од секој фидбек што го добиваме од различни мислења или некој друг продукт или subcategory ако извадиме, тогаш subcategory. Да. Видов дека имате направено ли сега од 1 до 5 беше и од 6 до 9, така? Да. Да. За почеток тие се ќе правиме како новогодишни изданија на кутиите. За предпразнични, како предпразнична сезона. Кога ќе да купаме? Треба да следите за бидете во таа. Ма спонзоршип си направи на и ше каже го линкот, каже го и ома ке. Разлика.mk на Инстаграм. Не, готови сме, дечки. Подкастот отиде у капут, сите сега на него кидат. Не, добро. Окей. Може да преминеме следно прашање? Слободно. Окей. Родители, професори, пријатели, сите те имаат очекувања. Тоа создава огромен стрес. Како се справуваш со тој притисок да не ги разочараш другите и при тоа да не си изгубиш себе си? Мислам дека сега нешто спомна дека и за големо нешто што те натера да работиш, да ферски да бидеш со твоите знаеш, со Тео и со Марко. Генерално јас си мислам дека и другите од тимот обожаваме притисок. Тоа е како некој тоа е некој driving force што те турка напред, значи да работиш. Например, кога немам ништо што треба да завршам и кога седам на телефон, се осеќам, не знам, како нешто да фали. Јас така се осеќам. И затоа притисок ми се свиѓа и те прави да мораш да си боле, те прави да мораш да работиш повеќе, да добиеш боле резултати, за да постигнеш на сите тие полиња за бизнис, за школа. Да, ја мислам дека притисокот без притисок ништо нема да се постигне. Јас не ги сваќам, има многу луѓе што така работат и немаат никаков стрес, никаков притисок. Знаеш, така се баш. Да. Ама мислам јас зависи од човек до човек, ама мислам дека е многу, мислам и ние така функционираме, си даваме на пример дедлайн, ти треба да го завршиш ова до тогаш и знаеме дека ќе го заврши, како знае, како уме, ќе заврши, ќе биде дали е една минута квалитетно. Ќе влокнете и се ќе завршите. Си се случило ли тоа вака се, например, вака да почнете да брзате нешто да сте оставили до последна минута? Да, па презентацијата за средношколец милионер ја правев вечерта пред, значи до 3-4 сатот. И мајка ми вика треба утре да си спремен, да бидеш позитивен, да презентираш, ја викам, мамо, за 3 минути ќе бидам најсреќниот и најмотивираниот човек од цел натпревар. Па беше доспен кога дојде таму или не, ама нема врска тоа. Не беше доспен, ама лагано си помина, така? Да, па мислам дека беше добро. Мислам ако излезат епизодите од тие 3 минутни пичови ќе може да ја гледате тоа. Јас ги видов само елевитор пичот. Елевитор, да. Да, беше јако долу. Да, сам веќе го кажавме. Што мислат твоите родители за ова? Мислат дека е супер и имаме комплетна поддршка да нив, голема фала, затоа што без нив, значи сепак треба да имаат разбирање, затоа што за се нешто што сакаш да правиш треба да има некој sacrifice, така наречено, дали тоа е време или пари или така натака. Да. И со нивна поддршка доста побрзо се развива. Мислам сега колку се горди од вас сигурно. Па те ќе бидат уште погорди. Уште повеќе. Леле, едва и чекаат твоите родители да видат. Не, ја мислам дека стварно се многу се лаки да ви имаат вас како деца, мислам. И ние нив. Да, и вие нив. Леле, колку кјут. Окей. Од пријателите, има ли некој што како на пример беа што ви става многу притисок, што цело време ве потсетува, како не заборавај за ова, дури ако не беа во вашиот тим. Па генерално не се толку запознаени со работите и дискусиите ние што ги имаме внатре, нели, во нашиот круг. Вие работите така баш круг. затворени во кругот или ко малце
дававте од време на време? Не, например, другите знаат за тоа што го правиме за идејата, ама сите работи што треба да се завршат, дека ти рече за подсетување, се внатре, значи интерно во нашиот тим. Ама има многу што не поддржуваат, што не мотивираат, ајде кога ќе има нешто следно или стаи стори одамна не сте стаиле и така натака. Да, тоа викам кога да има некој што ви дава такви адвајс за имаме доста supportive friend група, ако може така се рече, и кога им пишав дека сме освоиле второ место, сите беа разочарени. Веќе они почнале да второ слават, место не е лошо. Можевте прво, ама пак второ не треба да се безохрабрувате од тоа. Мислам, пак е големо постигнување од цела Македонија да се добие второ место за таков надпревар. Да, иначе фан факт исто за тоа второ место, одма после надпреварот, затоа што аплицирам на факултети сега исто. Да. И имав, например, на waiting list бев за интервју, за да видат дали ќе ме примат. И им го пушти фактот за ова дека сме освоиле, им раскажав и во рок од 1 сат од сите ми стигна покана за интервју за да видат дали ќе ме примат на Стварно? Да, така да не беше само надпреварот директно да не помогне, туку и индиректно на некој начин. Да, па мислам тоа е големо достигнување сега. Многу луѓе мислам сонуваат за ваков момент за да може да победат нешто такво и да им помогне толку многу за во CV, за во сите тие работи. Да, и не само CV-то, туку искуството што го добиваш. Например, ние кога бевме тука запознавме 50 деца и волонтерите, се зближивме многу со сите како да се знаеме 3 месеци, а не 2 дена. И сите и не поддржува и беа со нас кога бевме таму на прогласувањето. Се беше топ, реално, да. Па тоа е, мислам, вистински луѓе што стварно сакаат да направат нешто добро, да направат некаков бизнис што ќе им помогне на луѓето, што е вистински, знаеш, така хуман нешто, што придонесува во општеството. Да, е баш така, што ќе придонесува во општеството, колку убаво го кажа тоа. Е баш така, сите од нив се добри луѓе сега и многу сум среќна за тоа. Многу сум така заслужуваат сите луѓе што имаат такви добри идеи да бидат исто така и добри луѓе внатре од себе си, да не мислат лошо за другите. И вистински поддршка да има, дури ако изгубиш, дури ако добиеш последно место, пак треба да им помогнеш на луѓето што пробуваат да достигнат. Можеби нешто ти го имаш што они не го имаат. Да, не, многу се цени генерално во секој аспект од независно дали е бизнис или работа, највеќе се цени тоа going the extra mile. Не само да ја завршиш работата што треба да биде завршена, туку да направиш нешто екстра, нешто плюс, нешто што не морало да се направи, ама го подобрува резултатот. Да. И тоа исто го демонстриравме на сите, например кога влага, ние кога се спремавме, им пичиравме, им објаснувавме, исто како trial runs за пичот. И на сите многу им се допадна, мислам дека тоа е една карактеристика на нашиот тим. Да, прејако. Па да, сметам дека се е супер човек. Подобро, значи подобар така како ideal бевте, нели? Така баш бевте супер. Според моја мислење бевте супер, баш бевте како конкретни, ама не бевте многу на крајот на денот професионални, сакаш, бидејќи вистински бизнисмени не се секогаш професионални. Луѓето пак треба да се покажат дека се луѓе, не сме сите роботи на крајот на денот. Мора да се покажеме дека имаме, знаеш, вистинско мислење. Soft skills. Да. А исто слушнав дека и ти си била пријавена на средношколец милионер. Бев пријавена. Само што се случи со тоа? Бев пријавена, но мислам, јас не знам дека самата не заслужував да добијам некое многу високо место, бидејќи кога се знае дека не си вложила максимум од самиот себе, нема да можеш да очекуваш нешто максимум, саќаш? Бидејќи кога ќе внесеш баш толку многу и тогаш заслужуваш стварно да победиш, нели? Според моје мислење тоа, ја не можам само да си кажам, окей, јас ова го направив за, не знам, за 3 дена, 4 дена, сега прво место, така не работи. Не, голем тест за тоа, ти што го викаш за таков труд, беше тоа со гласањето. Значи не беше доволно само да пратиме породнини, пријатели така натаму, затоа што знаеме дека се работи за голема награда и секој ќе сака да се надпреварува на најголемо ниво. И затоа бевме и, например, по различни молови, кај што им презентиравме на луѓе и така уствари добивавме гласови, имавме околу 1500 гласови така собрани. Стварно, па тоа е вистинско. Тоа е што треба да се прави. Мислам, за вистински бизнис да почнеш така треба. Cold approach.
баш така, да, кога да не се срамиш да покажеш тоа што си го работел толку долго време. Да. Confidence, така треба. Овие се малце уште подлабоки прашања. Ајде. Важи, спремен си? Спремен сум. Психички? Психички, физички, секако. Така треба, психички и физички. Океј, вашите видеа се полни со енергија и со креативност. Од каде доаѓа таа инспирација и дали е дисциплината или моменти на лудило? И што правиш за да останеш креативен кога си преморен? Значи, повеќето од видеата се повеќе со дисциплина правени, односно едитирањето и тие досадни делови што се така наречено, се правени со дисциплина, никој не ќе да седи 6 сати на компјутер и да прави видеа. Може некој сака, за не ги руга едитерите што го гледат видеово, што го гледат некој баш сака тоа да го прават. Се шегувам. Да, може. Ама генерално, например, јас повеќе сакам нешто што побрзо ми носи резултати или побрз прогрес, кај што е по-visible. А вака за видеото немам толку трпение, ама пак ги правам. А за идеите се тие light bulb moments или како што го фразираше ти моменти на лудило. Да. Кај што или се инспирираш од нешто што имаш видено или ти текнува нешто што на пример му е pain point на родителот, нешто што родителот сака да го реши. Target audience ви како ви родителите. Родителите уствари, да. И затоа така ги креираме и мислам дека досега добро ни е. Да, мислам видеа се прејаки. Ако не сте ги гледале, мора да ги гледате, значи баш така како што сега се, нели? Мислам многу и дури знаеш, многу популарни фирми пробуваат да се така по трендови сето тоа, но поразлично кога ќе видиш некој што е наша возраст и што го прави тоа и баш така ти прави некаква конекција. Да. Да, како вистински така да си како беше едното видео, беше како дали брат ти е пријавен на кампот? Не, така нешто беше и после ми звони некој. Да, различни типови на видеа има, тоа беше таков conversational како стайл, кај што од страна е и уствари ти си дел од разговорот кај што го гледаш што се случува, и е спонтано и така е како да речам, по-applicable за некој да се соживее со тоа, отколку директно да му рекламираш ти дојди научи, направи разлика. Да, не, ама преако е. Значи, а мислиш дека уеднина би повеќе луѓе би прифатиле да работат за вашиот маркетинг и за вашиот видеомейкинг и сето тоа? Да, секако. Нели мора да се прошируваш кога ќе има памет пакет продажби, кога ќе имаме ние повеќе кампови, нема да може секој да ги работи тие работи. Да. И затоа сме нели отворени на таа опција да земаме нови луѓе, што исто ќе има таква амбиција како нас. Да, мислам важно е како што кажав, нели, в тимот важно е да сите да бидете така во ист мајндсет. Бидејќи мислам дека мајндсетот е најважното нешто кога се почнува некаков бизнис, некаков продукт да се направи. Ако едниот има такав closed mindset, а другиот има open mindset, ќе биде каша попара. Целосна. Да. Треба сите да се сложни на една цел на која што Да, ја мислам дека според начинот на кој што ќе управуваш на тимот, така може и да се види како ќе постигнеш војнина. Да, може да биде. Да, бидејќи лидершип е многу, знаеш, големо нешто во бизнисот, во продакшн и сето тоа. Ако немаш лидершип и сакаш нешто да направиш, ќе мора да бидеш во некаков тим. Мораш да бидеш, ама ако имаш лидершип, можеш да почнеш и после тоа да влезеш со некаков тим, не? Да, мислам Може не прави многу логика, ама не знам. Не, мислам дека сите разбираат дека добри резултати доаѓаат од добри тимови. Значи никоја апликација што користиш ти денес на телефонот или самиот телефон не направил само еден човек. Имало секој човек фокусиран на едно нешто и тоа го правил најдобро можно и затоа денеска teamwork makes the dream work тоа е причина за тоа што постои. Значи без teamwork ништо не може да се постигне. И луѓето ние сме сите направени за да работиме заедно, не да работиме различно. Например, кога беше поранешното време, примитивно живееше човекот, знаеш, одеше од место до место. Ама
сега, например, затоа почнаа цивилизација да се прават, бидејќи смета дека со повеќе луѓе на едно место собрани, сите за истото нешто, за тимворк да работат, за да соберат јадење, за да соберат, знаеш, сите тие материјали потребни за животот. Да. Па тие се потребни бидејќи затоа е тимворк, мислам, од претходно ако правеле така луѓето, така и треба да продолжи. Нема, значи причина затоа што луѓето така најдобро работат. Да, сите луѓе треба затоа што секој има некој ниш во кој што е најдобар. Да. И ако го најдеш тоа, и ако ги најдеш тие луѓе што се најдобри во сите тие работи, автоматски резултатот ќе ти биде најдобар продукт. Да, мислам. Како што кажам, има причина. Не може, едноставно не може да се работи нешто сам. Така, а кога е нешто со production, со правење на нешто ново, со идеја, можеш да црташ, например, сам, можеш да пееш сам. Постои луѓе што пеат сами, но пак на крајот на денот ние луѓето сме направени да работиме во тимови. Направени да сме да имаме да се вклопуваме со нашите мисли, да си додаваме, да се критизираме за да може најдобриот вершен од себе си да станеме. Апсолутно, немам што да додам. Немаш што да додадеш. Speechless, готово. Ова можеби е моето најважно прашање. Второ место на милионер. Памет пакет. Летен камп. Многу успеси за краток рок. Дали се плашиш дека ова е твојот врв или сметаш дека ова е само 10% од твојот цел потенцијал и како знаеш? Ова е 0,00001% од мојот и нашиот потенцијал. Да не беше тоа. Вау, леле, 0,000. Многу нули и еден. Вау, леле, сега шо ќе направиш ти вини да ме плашиш? Се плашам. Не, значи знаеме дека потенцијалот наш е голем и планираме да продолжиме натаму во развивање на тоа. Така е. И генерално тоа преку памет пакет, преку камповите и можеби преку нешто друго, ама знаеме дека ќе се достигне. Мислам, никогаш не можеш да стигнеш до тие 100%, затоа што секогаш може нешто подобро да се направи. Да. Ама constant improvement. Значи ти викаш дека нема шанси да си ова да е твојот најголем потенцијал. Не. Никако. Ни малку. Никако. Вау. Така треба. Мислам и преска, така се гледа дека си човек што многу може да постигне во животот. Кога имаш таков тајпов размислување, дека секогаш можеш подобро, тоа е мислам дека најдобриот начин на кој што човек може да размислува. Може да биде некогаш токсично кон себе си, но пак тоа е многу важно за да го извадиш на твојот најголем потенцијал, нели? Да. Што сметаш, например, ако тоа е само 0,0001 на твојот потенцијал. Добро. Како мислиш дека ќе изгледа максимумот? Дури ако нема максимумот, како мислиш дека би изгледало тоа? Што би имал ти постигнато до тоа? Да, водно зашто е 0,0001 е затоа што на пример ние и јас како индивидуален немаме поминато толку работи за да имаме такво искуство, за да имаме повеќе стекнато знаење, а како што се развиваш, како што одиш низ поминуваш повеќе пречки во патот на бизнис, во патот на животот, ќе имаш повеќе искуство и со повеќе искуство, нели повеќе информација, подобро информирани акции што ќе ги правиш. И подобри работи ги изведувате. Точно така. Да. И така полека повеќе искуство растеш во стварување на потенцијал. Значи потенцијалот максимум вие кога ќе имате највеќе искуство, тоа ли вие? Не, мислам дека не може точно да се дефинира максималниот потенцијал во однос на резултат, дали памет пакет ќе биде светски познат бренд. Мислам дека не може така да го дефинираме затоа што може да биде некоја друга идеја или да биде во друга форма, ама дефинитивно ќе биде нешто светско. Значи тоа кој процент од твојот потенцијал мислиш дека ќе биде? Тоа ќе биде 85. Така е? Да. Значи кога памет пакет ќе стане revolutionary, кога ќе биде многу познато. Глобално застапен, да. Да, глобално застапен. Да. Тоа е само 85. Да.
ме плашиш со твоите 15%. Ме плашиш. Se прашувам што се тие. 85 за петка, после до 100. Ау. Има екстра. Добро. Стварно ме воодушеви со твојот начин на размислување. Многу ми се допаѓа тоа. Има многу луѓе што стигнуваат некаде кај нивниот живот и знаеш така се уште се затворени и мислат дека нивната идеја е најдобра и дека не знам што, ама например, доброто нешто за тебе, мислиш дека твојата идеја е многу добра, така, но знаеш дека можеш повеќе. Знаеш дека имаш многу подолг пат пред тебе и знаеш дека не можеш да се откажеш, бидејќи ако стварно сакаш да оствариш таа идеја, мора да го поминеш тој тежок пат. Па не постои нешто што е перфектно, затоа со константно подобрување можеш да се приближуваш до тоа, ама да, па и луѓето што мислат дека се perfectionists, мислиш дека тие може нешто да постигнат или потешко е? Не, мислам дека да си перфекционист е многу добро. Стварно? Да, затоа што имаш високи стандарди, например сите од нашиот тим, Марко оди на светски надпревари по математика, те оди на надпревари по програмирање, ама не сме заситени со тоа, не ни е доволно тоа. Сакаме повеќе и сакаме се да биде топ. И например единствена пречка ни е тоа кога ќе се соочи со таймспенот во кој што сакаме да го направиме, значи сакаме да биде врвно и сакаме да биде брзо. И само тоа е најголемиот челендж, ама инаку да, ние сакаме секој детал да е on point. Ја не знам што ви е доволно на вас. Не знам што сакате да постигнете. Знам што сакате, се гледа што сакате, ама пак многу вау, мислам така некој да каже пред тебе, ова не ми е доволно, јас сакам уште, сакам најдобро во ова и во ова. Ама мислам добро, перфекционист може да има и добри работи, може да има и лоши работи. Да, тоа е единствениот челендж. Малце токсично кон себе си да бидеш перфекционист, бидејќи, например, како што кажа, ако работите под прешер и сте перфекционист, малце е тешко да се балансира тоа. Тоа е единствениот челендж, ама например, никој во бизнисот нема да те праша како ти се осеќаш, туку се гледаат резултатите и од тоа сме важно ни е на мене ми е важно како се осеќаат. Оти јас секој може да види да те праша за како што ќе постигнеш, ама ретко некој да те праша како ти се осеќаш за тоа. Како мислиш дека ти ќе се чувствуваш во тие топ 85%? Па, според мене најбитно е да се исполнет и да си горд на тоа што си го правил и фамилијата твоја. И тоа е таа движечка сила што те движи кон тоа, да можеш да се справиш со тој притисок. И ако ти знаеш дека тоа ќе те исполни, дека тоа ќе те направи тебе горд и твојата фамилија, тогаш не е никаков проблем. Да, јас со претходната епизода зборував со Матеј и зборувавме за баш што нас не прави среќни и јас зборував дека мене среќа ми донесува кога се чувствувам исполната и кога се чувствувам дека нешто добро сум направила и дека знаеш, сум направила нешто и што сум работила на него и што сум заслужувала да добијам нешто многу добро. Не е мимика на среќа, тука е вистинска среќа. Вау, некој ги гледал епизоди, да? Мора пред да дојдеш да се спремиш. Не, па добре, па сега штом си веќе ти во бизнисот, ако не си спремен, не знам што си ти, стварно. Поспремен човек од тебе. Има сигурно. Ама ќе ги стигнем. Ги стигнеме, Лена, колку си компетитив, многу ми е јако тоа. Да, па за тоа одма после надпреварот мислам дека беше паметно што немаше давање на изјави, затоа што нели никој не ќе да биде на раб од освојување на награди после да не освои, ама пак е успех. Да, но мислам дека тоа би беше и како начин на wake up call за да се стекнете и за да го земе милионот сами. Exactly. Тоа, да, тоа сакам да кажам како дури повеќе од милион ви да добиете. Евро. Да? Океј, добро. Епа, ви благодарам луѓе што гледавте. Мило ми беше многу, стварно си извонреден. Да. Значи и ти и твојот тим верувам дека стварно ќе стигнете некаде и дека нешто ќе направите што е спектакуларно и фала ти, супер си ти и добри ти се подкастите, мислам дека треба продолжиш. Стварно? И да, после тоа може уште едно
follow-up интервју или follow-up подкаст од која ќе веќе Ќе видиме ти кога ќе стигнеш до твоите 85%. Добро, фала ви дечки што гледавте. Се гледаме на следна епизода.